Нели имавме одложено распуштање на собранието веќе втор пат. Во јавноста се слушна дека тоа не е уставна постапка. Колку уставно работи собранието всушност? Ама видите, ние не сме нормална држава веќе, ние работиме во ненормални услови. И сето тоа беше како резултат на тоа, па се јави да се во првиот февруари да се оди кон предвремено распуштање на собранието, што нешто го немало во практиката никогаш, па од кога имаше клетви дека се ќе се прави да се остварат избори на 24 април, па кога тоа не пројде, па се приде на друга опција, па се оди на продолжување друг термин, се користат сите инструменти како да се овалат, а да се прикаже дека правно се работи, па се овали и собранието, во конкретниот случај се брзаше председателот на собрание преку ноќ, преку трупа, брзаше да определи датум за изборите, без никакви услови да бидат создадени, па отиде до распуштање на собранието, без да претходно распише избори за собранието. И сега тука се создаде една какафонија, се создаде еден судир, најпресно искажувањето на професор Шкарич, што е сосема исправно гледиште, каде што укажува само на еден сегмент. Шкарич не го спори дека собранието не може да се распушти, тама работа. Собранието може да се распушти во секој момент, ако така одлучи собранието. Меѓутоа, спорен е моментот на распуштањето и распишувањето на изборите. Со чинот на распуштање на собранието, сите пратеници и председатели и подпредседатели, сите веќе не можат понатаму да ја вршат функцијата на пратеници на собранието, бидејќи финито паднало, бидејќи е донесен таков акт. И сега во тој случај, тука судирите ги создават чинот на распишувањето, бидејќи веќе распишувањето на изборите те прва мисли да го прави човек кој што не е функционер, или човек кој што не е актуелен функционер, кој не е председател на собрание. И тоа се судири, тоа сега ги отварат некои прашања што ги немало никогаш во практика, и се користат те како било порано, како било подоцна, никој не гледа како Уставот барал и дали некој го прекршил Уставот и дали му е прво прекршување, оти еве за конкретниот председателот на собрание, не му е прво прекршување на Уставот, елементарно имаше прекршување на Уставот и мене кога ме разрешија од судија на Уставниот суд, спротивно на Уставот, разрешување, ставање на гласање, се користи мнозинството на собранието и се изгласува. За жал, кај нас ова присилена демократија или сендвич демократија или како сакате наречете, поаѓа од тоа дека го има мнозинството, без оглед како е дојдело до тоа мнозинство, а штом го има мнозинството, мисли дека може што сака тоа да работи. Дури во крајна линија дека може, ако им се науми, бидејќи ја имат моќта, а моќта им ја поматила и видот и паметот, и дека можат се да направат. Можат на камен нож да вршат личување, грубо кажано. Така да нема кршењето, злоупотребата на институциите е доведена во една таква констелација на односи да тешко е да каже човек што е најисправниот пат, меѓутоа за жал Уставот постои, Уставот не се почитува, Уставот требаше да го брани и уставноста да ја штити Уставниот суд. Уставниот суд не само што не ја штити уставноста, туку Уставниот суд ја руши уставноста и е дојдено, за жал, до едно такво општество на хаосот, каде што изгледа му нема крај на разумот. А на другиот дел му има крај, на силата, на се тоа што не треба да биде присутно тоа, може да биде присутно, за жал. И само за крај би прашал, дали има некаква уставна алатка со која што би можеле изборите надвор од собранието да го променат датумот? Па слушајте, ние направивме за излез од кризата, се направија многу обиди.
се направи обиди за да се испадне од кризата. Сето тоа беше Прашинскиот договор, беше да се излезе од кризата. Имаше многу работи кои што директно ако се оди по уставот и по законите, може да имаа поинаква разрешица, поинаков привод. Меѓутоа, со оглед на кризата во која се најдовме, во оглед на неможност од начините како да е, се одеше па се изнајдоа и такви решенија. Ако има, тоа се веќе политички договори, меѓутоа политички договор кој што во поширока смисла ќе го абсорбира и јавното мнение, ќе го абсорбира мнението на експертите, мнението на граѓанството, на овие граѓански организации, консултации на политички партии, може. До толку повеќе што самите избори, како што се закажани за 5 април, не се закажани согласно сите законски и уставни принципи. Според тоа, камо среќа да има разум, да се оди со изборите за еден по-долг период, тоа ти видите, пак на избори се докажува суверенитетот и изборот, тоа е неопходно, тоа пак ќе дојде до него. Меѓутоа, на вистински, демократски, фери, слободни избори. Инако, ако е само избор заради избор, тоа овој популистички систем, автократски популистички систем, тоа може во секој момент, како сега што го граба, така да си го грабле, така на 5 јуни да се испадне, да испаднат, дури може да каже дека испаднале онолку луѓе колку што не испаднале, меѓутоа за да се исполни овој квантумот дека повеќе од половина избирачи испаднале, а кои сте избирачи согласно пак овој избирачки список што не го знаеме каков е, пак ќе се биде таков како што се бил, и сето тоа е кршење на уставот, преку кршење на уставот, преку едно насилие, може и тоа, а може и ова што го рековте со еден таков договор, со еден таков, да се изнајдат, да некој ја признае грешката, како што ја во неколку наврати веќе ја прифаќал грешката, да се бара рационалноста, иако тука рационалноста можда не е во склад и во согласност со уставните одредби, но е во согласност со темелните принципи на уставот. А темелните принципи на уставот барат демократска држава, слободни избори, фер избори, бара поделба на власта, бара трите видови на власта, а не едноумие, за жал ние сега немаме законодавна, извршна и судска власт, ние имаме сега едноумие, или по-конкретно и безумие на власта, и затоа е таква состојбата.